Драги мои, добродојдовте назад во Халки подкаст за родителство. Морам да ви признаам дека денеска се чувствувам доста нетрпеливо во однос на сите оние нови содржини кои што денеска ни следуваат во оваа епизода. Заедно со нас е Данче Азманова Мирчевска. Данче, како си? Добро утро, одлично сум, ти благодарам за прашањето. Навистина ми е драго да бидам денеска дел од една ваква одлична иницијатива како Халки подкастот и да покриеме теми за мајчинството кои што можеби се уште табу во нашето општество и да одговориме на некои прашања кои што можеби на мајките име се уште непријатно да ги прашат, но ете, затоа сме тука. Ти благодарам многу. Јас на почеток би сакала малце повеќе да ни кажеш нели за себе и се она што ти го работиш, освен што нели си во една би рекла најпредизвикувачка улога, тоа е мајчинството. Да, освен што сум мајка, сум и сопруга, пријател, човек што постојано се труди да направи некаков импакт во општеството со сите мои активности што ги правам. Со Working Mom, всушност и самата платформа ја отворив за да направам некаков белег да оставам во општеството, некаков печат со што би им покажала на мајките дека не мора ние кога ќе се оствариме како родители да бираме помеѓу тоа дали сакаме да сме посветени родители или пак да сакаме да сме врвни професионалци, затоа што можеме да ги имаме и двете работи наеднаш како со добра организација. Од друга страна овде го имам брендот што го основав заедно со сестра ми, Trixie Box. Тоа е креативна иницијатива за креирање на тематски подароци што беше основана во 5-тиот месец кога останав бремена и до ден денеска имаме прилично голем интерес за се она што го работиме. Многу ме радува и она што на пример јас го слушам во моментот е дека сите овие работни активности се некако поврзани преку семејните вредности, односно со семејството и поврзани стартуваат со во 5-тиот месец од бременоста. Кои вредности се оние кои што нели ги градиш како личност и се носат и во мајчинството и во родителството? Па за мене најголема вредност е квалитетно време поминато со детето. Да, нели, како лично што жонглира со 3 бизниси, секогаш има пораки за враќање, секогаш има мејлови, секогаш има некои телефонски повици што треба да се направат и секогаш некаде гори. Меѓутоа ништо не е толку итно за да не можеш да му се посветиш на семејството како што треба по работните часови. И еве на пример кај нас како е ситуацијата, до 4 часот се обидувам да завршам се што можам од работни обврски, потоа околу 4-4:30 се враќаат дома маш ми и син ми од градинка, телефонот се става настрана, лаптопот се исклучува и се натака до спиење е квалитетно време поминато со семејството. Секако има на пример некои периоди кога јас сама себе се фаќам како го фаќам телефонот и си скролам и потоа после неколку минути се опоменувам себе си и си велам дебре Данче, значи синте за 2 часа ќе си легне. Ајде те молам посвети му се, стрпи се малку, ќе си скролаш кога ќе заспи или пак утре ќе вратиш на пораките, не е толку итно. И баш овде сакам да ја начнам темата за да се запрашат и самите гледачи, еве колкумина од нас никогаш го држат детето со една рака, си играат со него, а со другата рака им е овде на мобилниот, или пак си играат со детето некоја игра и наеднаш ќе слушнат некоја нотификација и веднаш трчат да видат што се случува со телефонот и за да видат дека некој им го лајкнал постот на Инстаграм, значи тотално небитна работа за ти да прекинеш така важна игра со детето, такво квалитетно време поминато со семејството. И затоа сметам препорека до сите оние кои што велат дека не знаат каде им лета времето, да си инсталираат една апликација што јас ја користам, Stay Free, бесплатна. И таа апликација на крајот на денот ти покажува колку време ти всушност имаш поминато на која апликација. И сега ние можеби мислиме дека во 1 час само 5 до 10 минути века ќе поскроламе нешто на Инстаграм, меѓутоа кога ќе добиеш извештај на крајот од денот, гарантирам дека многу непријатно ќе се изненадите, затоа што ќе свати дека 5 часа денеска сум била на телефон. Замисли од тие 5 часа, 3 часа да читав. Колку ќе беше поразлично. Баш има тука една статистика би ја спомнала за крај. Вели дека еден просечен родител поминува некаде во текот на денот околу 7.7 часа на мобилен телефон во споредба со 2 часа квалитетно време поминато со детето. И тоа е навистина многу разорна статистика, затоа што ние како родители се жалиме, па немам време за детето, немам време за работите што ги сакам, немам време за себе, а сами сме си криви. Ете зошто.
Знаеш, навистина ми е драго волку важни податоци што сподели со нас и она што го гледам јас во пракса е дека и во однос на нели самите екрани и телефоните и во однос на другите очекувања од околината, родителите се наоѓаат баш во едно бунило. Предпоставувам и верувам дека навистина е тешко да се џонглира помеѓу сите оние активности и сите стресови кои што се наоѓаат надвор од домот и се она кое што не чека, нели кога ќе влеземе дома, а тоа е улогата на родител, па тука некако навистина треба многу снага, би рекла, и многу присутност и емоција страна на родителот, но и регулација на себе со цел да бидат присутни во тоа квалитетно време. Кога веќе сме кај очекувањата од околината, кога прв пат ти, например, се соочи со некое очекување за тоа каква мајка треба да си, колку треба да си присутна и така натаму? Јасно. Па сметам дека секоја мајка која ќе роди своето дете има 3 избори. Едниот избор е да си го зема породилното отсуство што и следува и тие 9-10 месеци воопшто да не се замара со работа, да не отвара мејлови, да не чита ништо поврзано со индустријата. А другиот избор е едноставно да си продолжи со работа за да не го загуби моментумот. И третиот избор е да сосема да започне нешто ново и да сврти еден нов лист. Јас бев од оние вторите и третите, затоа што знаев дека моето породилно отсуство и првите денови од мајчинството нема да се како по книга, затоа што веднаш јас уште во самата болница од како се породив, ми го донесоа детето, си изгушкавме, ми го зема, јас почнав да враќам на пораки за нарачки. Значи тоа е тоа, кога работиш за себе, работата не смее да престане затоа што пелените нели треба да се купат од некаде. И токму и затоа, поттикната од тоа искуство, се роди платформата Working Mom, која што сака да им покаже на жените дека не е срамота ти да сакаш да си посветена мајка, меѓутоа и да си продолжиш со кариерата и тоа дека си родила дете да не ти биде една препрека, да не ти бидат неколку чекори назад, кои што ти ќе ги направиш. Ја не велам дека мајката е жртва, меѓутоа тоа е еден свесен избор кој што секој од нас треба да го донесе. И затоа сметам дека секоја мајка треба да бира дали сака породилното да ја трае, може 3 месеци, може 15 месеци, може би само 3 недели или воопшто може не сака да има породилно, како што гледам дека се поголем број на случаи има такви денес. И многу е тажно кога сваќаме колку општеството ги посочува со прст оние мајки што едноставно нема да сакаат да си земат породилно отсуство или веднаш ќе си продолжат со работа. Тоа е личен избор на секоја мајка и не сметам дека општеството овде треба да кажува што е правилно, што не е правилно. Ние сами избираме како сакаме да продолжиме по раѓањето на детето. Данче, важно е ова што го спомнуваш, затоа што на крајот од денот она која што е главна порака, јас секогаш мислам дека во епизоди ве напоменуваме дека многу е важен семениот контекст и индивидуално, сепак тргнуваме од нашите снаги, секој индивидуално постапува, нели, па дури и во мајчинството, иако се присутни сите оние пораки што од општеството, а верувам и од нашите блиски. Родителите наши, па јас би сакала да те прашам и во однос на тоа, кои пораки, кои уверувања може би ги добиваше во однос на мајчинството од страна на твоите родители, може би од родителите на партнерот? Да, коментари имаше безброј од општеството и од семејството и исто од социјалните мрежи. Општеството секогаш мислам ќе те осудуваат што и да правиш. Еве некои коментари што јас ги добив. Па еднаш е беба, ајде посвети му се како што треба, не е сега време за бркање бизниси. Или, па не почнувај сега ништо ново, дај фокусирај се ти на домакинството, на растењето на детето, нека те одгледува мажот, па ајде за неколку години, кога ќе отиде во градинка или кога ќе тргне во прво оделение, ти тогаш можеш да размислуваш за почнување бизнис. Некако те стават во една рамка дека ако ти си млада мајка, нова мајка, дека тоа значи дека не можеш и кариерно да просперираш, што не се согласувам, бидејќи сметам дека децата се најголема мотивација што може да постои. А од аспект на семејството, тие знаат колку јас сум тврдоглава и дека ако нешто намислам, секако ќе го реализирам. Од нив ја имав целосната поддршка кога требаше да го причува Дарио за да јас да идам на некој настан или кога имав јавни говори малце подоцна во денот, па тие го чува или во секојдневните обврски активности, со маж ми баш си ги синхронизираме нашите календари, за да не трпи нашата кариера, меѓутоа и да имаме квалитетно време посветено. Да го избалансирате сето тоа. Види, доста
искрено го сподели сето ова, дека сите тие коментари, јас се прашувам, можеби сега од оваа перспектива нели е сето тоа надминато, ама во тие првични месеци, денови кога се обидуваш помеѓу бизнисот и родителството нели да избалансираш, верувам дека некаде тоа допирало до тебе како мајка. Кога некој ќе даде коментар, остави бизнис, посвети се само на мајчинството, моето прашање е дали некаде во позадина се појавува, окей, јас сум добра мајка или правам нешто лошо. Да, тоа постојано се преиспитував, особено во првите месеци. Пред да ја основам платформата, токму може и затоа го имав тој импостер синдромот што ми велеше ајде сега не е време да основаш такви платформи. Иако 8 месеци ми беше готова платформата, спремна со вебсайт, со промотивни материјали се, меѓутоа нешто ме кочеше во себе. Може беше таа осуда од општеството која ќе видат дека јас со 3-месечно бебе јас стартувам нешто ново и ги очекував осудите, не знаев дека ќе се толку драстични, меѓутоа знаете после месец-два ми беше seедно, затоа што сите може да зборуваат колку што сакат, но јас знам дека тоа што го правам им помага на многу родители да сватат дека не се сами во своите предизвици, исто како што ми помогна мене да сватам дека не е нужно јас, не морам да бирам. Значи можам да имам секако со правилна организација на времето. Кој беше околу тебе во тие првични месеци кога осудите веројатно не само од зборам и од социјалните медиуми, ова е пример каде што самата платформа помага да не критикува или не те внесува во една, како да кажам, даун позиција, туку ти помага да се издигнеш и да продолжиш и во мајчинството и во бизнисот и работата. Кој беше околу тебе? Кој беше поддршката, например, за време на тие осуди? Супругот, секако да. Сметам дека многу овде, во вакви ситуации, најважна поддршката на партнерот, затоа што ако гледаш дека и општеството те осудува, ако твоето семејство те осудува и пријателите, многу нормално дека ќе се обесхрабриш и може ќе ги ставиш на пауза твоите планови. Меѓутоа јас имав огромна поддршка од сопругот, од семејството, од пријателите, меѓутоа од заедницата која што почна да се гради и почна многу интензивно да споделува меѓу себе и сите тие жени и мажи што секојдневно ми пишува и до ден денес ми пишуваат колку им помага тоа што го правам, само ме охрабруваат платформата да издигнам на едно уште повисоко ниво. Ова некаде не зборува дека кога не сме сами и кога околу нас има луѓе кои што народски кажано ја споделуваат истата мака и одат по истата патека, истиот предизвик, секогаш е многу полесно да ги надминиме сите оние и осуди, коментари, така да секогаш јас велам дека пред да тргнеме да говориме за некој што прави и како прави, за момент да застанеме и да ги облечиме неговите чевли и да видиме идејата, зошто овој човек го прави ова или ова мајка и така натаму и така натаму. Сите овие коментари, сите дури и позитивни и помалку позитивни, претпоставувам некаде носат до тоа да како изгледа една совршена мајка. Има ли нешто такво, иако мојот став е дека нема ништо совршено и животот е процес кој што ние понекогаш се качуваме, и се издигнуваме, понекогаш не се чувствуваме добро и можеби сме на некоја пониска позиција, ама и тоа е прифатено и тоа е окей. Моето прашање е кога имаше сила, смогна сила да окей, го оставиш тоа на страна и јас не се борам за совршенство, и за дефиницијата совршена мајка. Така, мислам дека социјалните мрежи ни дават една многу погрешна слика како изгледа една совршена мајка. Јас лично не користам, например, Инстаграм за мои лични цели, затоа што не осеќам потреба да го прикажувам мојот живот, приватен живот во јавноста. Го користам Инстаграмот само за промоција на моите брендови. Меѓутоа, да не ме мислите, јас јадам вкусна храна, јас готвам здрави рецепти, никогаш патувам, иако сега малце поретко со детето, меѓутоа тоа нема да го видите на социјалните мрежи исто како го шетам детето преку ден, туку евентуално ќе го дознаете така. Ако седнеме за кафе и сега би ја направила паралелата што ти кажа општеството дека е совршена мајка, наспроти што е реалноста, барем мојата реалност. Би сакала да слушнат. И повака, совршената мајка, да кажеме, излегува од дома со количка, го шета детето и најчесто целата облечена во бело или во некоја убава крем боја или во baby blue или baby pink. Секогаш најчесто носи кафе во рака, кое што воопшто не се истора за некој чудо. Детето мирно спие, никогаш не станува невреска.
најчесто е со многу убава комбинација на облека и мајката се шета мирно и ужива во времето и секако нели се слика и го покажува тоа на социјалните мрежи колку пријатно попладнимала шетајќи го детето. Но која е реалноста? Реалноста имаш една мајка со количка која што се обидува некако да ги избегне низ тротоарот дрвијата, бандерите, непрописно паркираните коли, не си ја измила косата 7 дена, најчесто е во пунча, не се не сеќава како последен пат, си го измила лицето или забите, си купува кафе кој што уште првата минута и си истура, бебето вреска, плаче, целото е со дамки и таа е со дамки, повеќе носи некои тренерки што наликуваат на повеќе на пижами. Тоа е реалноста. Мислам да не се преправаме дека сме совршени мајки затоа што тоа е еден огромен мит. Барем јас сметам дека не мора секогаш ние да се стремиме кон идеал кој што не постои, не мора секогаш средени да излегуваме од дома, не мора секогаш дома да ни е совршено чисто, не мора секогаш децата совршено добро да ни се испеглани за во градинка. Едноставно има денови, особено тоа во постпородилниот период, кога се будиш и си многу тажна. Си на работа нервен слом и само сакаш цел ден плачеш, едноставно, затоа што тоа се хормоните што уште се дорегулираат. Има денови кога се будиш и си пресреќна, го бакнуваш детето, уживаш во времето поминато со него и тоа е сосема во ред. Значи, ако не правиш нешто што го очекува општеството, не значи дека си лоша мајка, дека си лош родител. Тука едноставно некогаш ти треба време за себе, ти треба време да се корегулираш и да се балансираш едноставно. Дури и тагата во тие моменти, нели, кога не е само во однос на она што се случува на ниво на хормонален дисбаланс и така натаму, туку секоја мајка во таа фаза влегува во една нова животна фаза, кај што многу од работите не се непознати. Дополнително, кога нели се навлегува како треба, секој дава, се дрзнува да кажам, да даде коментар како треба да се гледа, како треба да се држи дете, како треба да се менуваат пелени и сите тие работи, вајде дополнително го поттикнува тоа чувство, окей, јас сум нова во ова, не знам, но нели ве молам полека, оставете ми простор, јас да пробам и јас да го искусам мајчинството, како нели и сите други кога ја вие сте биле родители. Од друга страна, овој дел за нели совршената мајка која што ја опишуваше, претпоставувам мислиш на она секое што ние го гледаме на социјалните мрежи и јас секогаш викам, окей, ајде да ја правиме разликата кога некој тоа го прави за свој контент, за свој бизнис, нели за свој дел, професија, оствари што е суштината, нели? Не е тоа секогаш така, значи не се секогаш децата толку мирни. Јас во канцеларија гледам дека не се секогаш деца кои што седнуваат и веднаш почнуваат да работат, значи како и ние возрастните, така и они имаат своји емоции, не секој ден е сончев, нели, понекогаш е и врнежлив. Кажи ми, имаш ли потреба да се оправдуваш на општеството или можеби на социјалните мрежи, на твоите блиски, зошто баш ете тој пат го одиш ти? Па, од аспект на оправдување, повеќе почувствав потреба да се оправдувам околу грижата за себе, затоа што нели се смета дека како мајка секоја грижа кон себе, значи дека си себична и е негрижа насочена кон детето. Еве, например, ако си земаш ден за себе, тогаш си ужасна мајка или не да Боже да идеш во спа или да идеш на маникер да го оставиш детето да ти го причуват неколку часа, тогаш си не мајка. И сметам дека многу од моите познајници потпаднаа токму под тие некои општествени стереотипи во кои што не става општеството како мајки и многу се занемаруваат себе си. Тоа сум го искусила лично јас на почетокот и не зборувам само за физичко занемарување, дека не си ја миеш косата со денови или не излегуваш до терена од дома или пак си качила 10 килограми, туку зборувам за занемарување на нашите цели, нашата пасија. Ние целосно забораваме кои сме биле, што сме сакале, која ни е нашата кариерна цел, која ни е нашата животна цел. И познавам многу луѓе што имаат огромен потенцијал во себе, меѓутоа сметаат дека ајде сега имам дете, па сега немам време, немам енергија јас да основам нешто свое, да си го следам мојот кариерен пат. Ајде јас ќе си продолжам на работата каде што си бев досега, па здрави, ајде нека тргне прво оделение, па ќе размислам за нешто мое. А тоа се луѓе што едва има 30 на години и многу ми е жал што се помируваат со таквиот начин на гледање на работите. Сигурна сум дека од аспект на некој кој што има и индивидуални снаги, и семејни снаги, нели ресурси, ние така кога велам снаги, мислам на емоционални снаги.
и ги гледаш потенцијалите на другите луѓе, али ние терапевтите секогаш велиме нели дека секој со своите снаги на своето место од своја гледна точка се впушта во секоја река, во секој пат, на секој начин да се справува со своите предизвици. И јас се надевам дека секој кој што има некаков сон, можеби не веднаш кога ќе влезе во мајчинството, зборам сон за својата кариера, нели, за својот личен процес и индивидуалност, дека некогаш ќе се впушти. Јас често пати гледам па и родители кои што чувствуваат притисок од како ќе станат родители и ќе се реализираат дали во улога на мама или на тато, да веднаш треба да се вратат таму каде што биле. Односно, веднаш да се вратат на таа позиција, на тоа работно место, на таа точка во бизнисот каде што застанале, али не секогаш работите одат така лесно, затоа што сепак доаѓа нов член во семејството кој што бара реорганизација, не само логистичка дома, туку и емоционално, за да ни треба еден, како да кажам, процес на стагнација, за да видиме, окей, сега сум тука, ние сме добро, имаме нов член во семејството, ајде чекор по чекор. Така да, мило ми и навистина ми е драго што од твој еден аспект индивидуално го споделуваш како сите овие и очекувања, и мајчинството, и работата, нели, си успеала да ги средиш и да ги држиш под контрола. Јас се прашувам, кога нешто не држиш под контрола, како се чувствуваш? Па, најчесто многу фрустрирано, затоа што јас сум лично што е обседната и со менаџирање на време и оперирам со едни долги распоред, една огромна to-do листа и најчесто распоредот ми е во календарот ми е закажан некаде околу 3 месеци однапред. Да, нормално нели ние сакаме се да завршиме на време, најчесто само 20% од обврските ги завршуваме во денот. А реално, меѓутоа сметам дека треба да сме флексибилни. Тоа што е. Ева, на пример, имаш ситуација, ти ќе си го подготвиш планот за денот и се ќе си тече поред и некаде во 10 часот ти се јавуваат од градинка, знаеш детето качило температура, дојде да си го земеш. Тоа фрустрира, апсолутно, меѓутоа се знае што е приоритет. Го затвараш компјутерот, откажуваш се што имало, едноставно идеш да си го земеш детето и си продолжуваш со денот. Ништо не е толку итно што не може да почека. Тоа и сакав да го слушнеме и да ја пренесеме пораката дека нели не секогаш тие to-do листи ни се остваруваат, затоа што едноставно додека ние ги креираме, се случува животот. А животот носи многу непредвидливи ситуации, нели некогаш среќни, за жал понекогаш се случуваат и не толку многу среќни работи, но ете, тоа е процесот и тоа е начинот на живење. Тоа е и суштината, пошто секогаш ако имаме среќа, нели не е реално. Не е се така совршено. Кога започнуваш да ја слушаш својата интуиција, повеќе од нели надворешните гласови, шумот, сето она што е коментари, осуди и така натаму? Па некако почнав кога сватив колку многу јас сум се само саботирала. И тоа го сватив дека некако во првите месеци од мајчинството сум влегла во еден кафес, во кој што сум каде што вратата било отворена, клучот бил овде до мене, но некако сум си била непријател сам на себе и сум била личноста што сама си стоела на патот на успехот и на среќата. И некои однесувања што ги приметив кај себе во тој период кога баш размислав дали да почнам со платформата или едноставно да си продолжам со моите фриленс проекти како контент маркетер, беше тоа што сватив дека можеби некои цели што јас ги планирам за во иднина се цели што мене ме исполнувале може пред 10 години. Значи, едноставно застанав, се преиспитав. Можеби до тогаш јас сакав да стигнам до одредено место во кариерата, но сега буквално преку ног ми се променија моите приоритети, ми се променија моите кариерни цели и затоа ете ги охрабрувам луѓето. Многу познам такви ситуации кога мајките после породилно отсуство почнуваат нешто свое и тоа сосема го разбирам, затоа што детето ти дава една многу поинаква перспектива. И ти, например, ако не го слушаш тој внатрешен глас, ако не ја слушаш таа интуиција, ти може, ќе си продолжиш со работите што си ги правила, со кариерните цели, и потоа ќе се чудиш зошто наеднаш си празна, депресивна, мизерна, затоа што не си застанала да се преиспиташ. Сега светот ми се смени, животот ми се смени. Дали се уште ова ја што го сакам, се уште важи или можеби она што го сакам се променило. Значи мора да си ги поставиме тие прашања за да не тапкаме во место и за потоа кога ќе сме на 40-50 години да не жалиме затоа што
ете, дошло детето и не спречило за да имаме кариерата што ја сакаме и животните цели да си ги оствариме. Ме радува, иако секојдневно го слушам ова, ама ме радува што и денес го слушам дека самото доаѓање на детето ни дава елан за ние нели да креираме повеќе содржини на било кое поле, па нели во мајчинството и во секојдневните активности. Како реагираше околината на сите тие промени еве кои што нели ги носиш ти, не застануваш, иако нели пак ќе кажам секој со своите снаги, некои одлучуваат дека им треба повеќе време да бидат во својот кафе, се додека нели не ја почувствуваат таа снага која што некогаш посебно во овој првичен период кога ќе се нели реализираме како родители ни треба од околината, односно од нашите блиски, од партнерот, сопругот, во моментот нели родител, родителите и така натаму. Прашањето ми е како околината реагираше на сите тие промени кои што ти ги воведуваш и нели можеби одскокнуваш од сите оние очекувања. Па дел од околината реагираше така прилично негативно, ги заострија коментарите од типот ајде што се занесуваш ти. Гледај си го детето, сега бизниси ќе ми развиваш или абе данче се убаво, ти си многу креативна, имаш многу идеи, меѓутоа па сега не ти е баш време да почнуваш нешто ново. Зошто не си поработиш вака неколку часа фриленс како што си тераш до сега и после правец дома, чување дете во кујна? Тоа беа само дел од коментарите, меѓутоа останатиот дел од општеството имаше луѓе што ми кажува, еј, браво, убаво ти текнало, а лал да ти е такво нешто конечно ни требаш и убаво што некој му текна да го реализира тоа во вид на платформа. И токму тие луѓе се луѓето кои што се приклучија кон мојата Working Mom заедница и секојдневно споделуваат искуства, без разлика дали се мајки или татковци или парови, споделуваат искуства и кажуваат кои им се реалните предизвици, не она ние што го гледаме на социјалните мрежи дека се е совршено во родителувањето. Споделуваат што навистина ги мачи и им покажуваат на другите дека не се сами во тоа што го сеќаат, им помага да им се симне некој товар од грбот. И затоа и ве би ги поканила и вашите гледачи да ни се придружат во нашата Working Mom заедница, да го споделат своето искуство, да не најдат на социјалните мрежи, да ги следат нашите активности и да доаѓаат на настаните што ги организираме за мајки и деца со тимот на Мама Круг. Мене само она што мене ми се превртува како мисла додека те слушам еден момент дека што би се случило кога ние ги слушаме сите тие коментари, овие помалку позитивните, и немаме баш толку емоционални снаги за да ги надминеме. Знаеш, мене ми се чини дека јас кога еве од страна на клиентите или во пракса кога работам, често пати слушам дека тие коментари многу навредуваат. Многу допираат за можеби баш онака да го стават човек или една мајка или татко, како и да е, во една позиција на вистина да се преиспитува не само во однос на мајчинството, туку во однос и на сите улоги. Седи си, окей, нели, биди дома, посвети се, кога некој кажува биди дома, посвети се на своето дете, во позадина некаде значи што значи дека до сега јас не се посветував на моето дете. Знаеш, веројатно твоите снаги и снагите на семејството помагале тука, биле баш онака еден добар ветер во грб. Верувам дека многу од гледачите ќе нели ја имаме и онаа публика која што ќе каже па не е баш така лесно да имаш толку снаги и да не потпаднеш на тие коментари. Сепак сме нели луѓе од крв и од месо. Што тебе најмногу ти беше поддршка? Еве, спомна партнерот, ама имаше ли можеби некоја реченица, нешто кое што секојдневно се слушаше за да си ја вратиш таа снага и да не подлегнеш на тие коментари и осуди? Па да, освен партнерот, семејството, најмногу она што ми ја креваше снагата и еланот беа луѓе од мојата заедница, затоа што јас до ден денеска гледам барем еднаш до два пати неделно да се сретнам со некој родител од нашата заедница Working Mom и да поразговараме лице во лице за предизвиците, а не јас само да претпоставам што ги мачи нив, па да смислам нешто што нема врска со кое што тие се соочуваат. И токму таквите разговори, исто и поддршката од мои пријателки кои што го поддржуваат она што го правам и моите активности,
ми даваат елан и ме мотивираат дури во денови кога сметам дека може би ова не беше многу паметна идеја да ја отворам платформата, меѓутоа како што минува времето, како што ја добивам целата таа огромна подршка од заедницата, сваќам дека сум на вистинскиот пат и дека тоа што сум го направила било вистинското нешто и баш допрело до луѓето на кои што најмногу им било потребно, и затоа ги охрабрувам сите мајки да се вооружат со заедница, со други мајки, со други родители кои што ќе ги разбираат, ќе знаат ни што поминуваат, да не си го трошат тоа лимитирано драгоцено време што го имаме со луѓе што им ја цедат енергијата, што не им носат радост, туку само со луѓе што ќе им помогнат да растат и што ќе ги слушаат. Ова вооружат ми наликува дека сите мајки се доста осудени и баш треба да се бранат. Знаеш, баш онака, пошто обично кога сме вооружени, идејата е да се браниме од нешто кое што доаѓа код нас. И јас навистина се надевам дека во иднина никој нема да има потреба, нити мајките, нити родителите, односно таткото или било кој друг да се вооружуваме за да се браниме, туку едноставно да оставиме секој да се биде во своите чесли, да се креира тоа што сака, тоа што чувствува и за тоа што има потреба, без разлика дали е присутно или не е присутно мајчинството, затоа што твојата приказна па мајчинството, односно доаѓањето на самото дете ја дава таа снага да ти се впуштиш во креирање на оваа приказна. Кажи ми, како изгледа целиот тој процес да си дадам дозвола на себе, односно ти на тебе, за да јас правам така како што јас мислам? Тој процес мора да започне кога ќе се случи некоја пресвртна точка, за да излезеш од таа зона во која што си бил. За мене тој процес започна кога ја претерав. Таа беше минатата година, кога неколку месеци поред си го занемарував своето ментално и физичко здравје, затоа што нели имав набиена агенда, имав распоред кој што треба да се почитува, имав to-do листа, огромна to-do листа и некако, иако бев со 2% батерија, така си го чувствував телото, јас функционирав во секојдневните активности како да имам 100% батерија и тоа само по себе си го зеда својот данок, па се случи да изгубам глас пред многу важна презентација, а мене гласот ми е еден од главните адути, кога се обидам да уведам некого во мојата идеја. Се случи железото да ми падне на најниско ниво во животот, за прв пат во животот да имам температура од 40 степени и да завршам на инфузија. Поради исцрпеност, па така научив лекцијата на потешкиот начин. Меѓутоа, ден денеска постојано се трудам, без грижа на совест, да внесам барем 1 до 2 часа во денот грижа за себе, без разлика дали тоа ќе биде вежбање, дали да одам на спа, на медитација или едноставно да испијам кафе со некоја другарка со која што сме на иста фреквенција. И затоа сметам како мајка многу важно ние да барем да си одвоиме некој период од денот за себе. Ете, ако мислиме дека немаме време, малце да скратиме од социјалните мрежи, од скролањето, и барем 1 час од денот да си дадеме оддишка, за да може да се рестартираме, затоа што потоа кога ќе имаме таа дополнителна енергија и наплив ќе бидеме уште подобри и попосветени родители. Значи не е срамота ти да си земаш време за себе, напротив, тоа е најдоброто нешто што можеш да го направиш како родител. Да, и ова прегорување кое што тебе ти се случило, повеќето луѓе ги освистува, али јас секогаш викам дека прегорувањето доаѓа во оние моменти кога ние не го слушаме своето дело, а тоа веќе давало знаци дека окей, треба одмор, нели, не мора толку многу притисок и толку многу активности во to-do листата, туку ајде еден чекор, понекогаш и 2-3 чекори назад, затоа што ако ние не сме добро, нема да е добро ни нашата околина, ни нашето дете, нели нити партнерството, туку баш ќе биде све онака набиено под притисок, а знаеме дека кога е под притисок, нештото онака баш праве бум, експлодира и после тоа тешко не е да се вратиме во онаа, како да кажам, првобитна состојба со многу снага. И некако јас имам потреба да на гледачите во однос на нелите се она кое што сега го зборуваме е дека ворете некогаш и да немаме снага, ворете некогаш и да не се чувствувам добро и да не ја завршам мојата to-do листа која што денес е многу набиена, затоа што на крајот од денот често пати јас слушам дека треба во еден ден да го дадеме максимумот,
Па моето прашање е, кое ние нели секојдневно го даваме максимумот, на крај каде сме? Сепак треба да останеме нели процент, дел кој што не е максимум, туку даваме онолку колку што сметам дека во овој момент е потребно да вложам во работата или во едноставно во денот, затоа што сепак нели тој 1-2 часа кој што ги кажуваш ти и тоа време кажуваат дека окей, не го дава максимумот со цел нели да јас и понатаму бидам добро, а не само денес. Имаш ли некоја друга порака која што еве можеби не ја напоминавме во текот на разговорот, а сакаш да стигне до нашите гледачи? Па да, ова е на пример тема на која што моментално прилично се фокусирам периодот, а тоа е сметам дека колку повеќе, на пример, ние на социјалните мрежи покажуваме колку сме ние совршени мајки, колку повеќе им покажуваме како изгледа секојдневието на нашите деца, толку всушност ние помалку квалитетно време поминуваме со детето, затоа што, на пример, не сваќам која е потребата ние како родители да го прикажуваме буквално секој час на детето, како било облечено за во градинка, со кои другарчиња си играло тој ден, каде шетало за време на празниците, какви играчки добило. Зошто едноставно не го ставиме телефонот на страна, наместо обсесивно вака да го снимаме детето, секој негов чекор, потоа да го објавуваме, да го праќаме на нашите пријатели. И баш толку што сум изфрустрирана на оваа тема, затоа што гледам, на пример, родители кои што на детето му е роден ден, тие имаат милиони изливи на емоции на социјалните мрежи, а потоа ќе ги видиш во живо, него ни приметуваат детето. И тоа косата ми се крева кога гледам вакви работи и затоа баш пишувам моментално книга на оваа тема. Ете, излезе нешто креативно од оваа фрустрација. Книга која што ќе има многу добра поучна порака не само за децата, туку и за самите родители, затоа што сметам дека не ни е потребна надворешна валидација од околината, од луѓе што не знаат и не знаат дека ние сме добри мајки. Само ние може да си ја дадеме таа валидација. Знаеш, дури и оние родители, јас претпоставувам, ние сега тука да имаме и родител кој што постојано го снима своето дете. Има некој свој внатрешен порив и некоја своја внатрешна приказна зошто го прави тоа и некоја своја внатрешна цел и си ја креира својата приказна. Навистина ме радува што креираш своја книга и што таа фрустрација нашла некаков таков излез во креативноста. Со радост ја чекаме да ја добиеме сите ние во нашите раце. Данче, ти благодарам многу. Навистина многу интересни работи споделивме, односно твојата приказна верувам дека ќе стигне до многу родители, до многу мајки и ќе ја прати онаа порака дека секоја мајка е мајка на своето дете, секое семејство си има свој контекст, секое семејство си има свое функционирање, се додека тоа функционирање е функционално и носи добробит, е добро, тоа е во ред за секого. Ти благодарам многу. Благодарам за поканата, навистина уживам во разговорот.